Бојкот, теренска агитација, па дури и паралелен попис. Невладини организации и издруженија на помалите етнички заедници се погласно најавуваат радикални мерки доколку власта истрае во намерата на пописот да нема графа за етничко и религиско изјаснување. Велат дека предлог законот за попис на населението е дискриминаторски и неправеден и дека оди во насока на нивна целосна асимилација од поголемите етнички заедници. Правата на заедниците не зависат само од јазикот, туку и врз принципот на правишна и соодветна застапеност, кои што директно се базираат врз бројките на пописот, да речеме, од 2001 година. Доколку не се инкорпорира овој дел, ние планираме да бојкотираме, ако не на крајот на краиштата па и да спроведеме еден паралелен попис, особено во делот на ромската заедница. Од невладината Ромалитико велат дека ромската заедница и онака не ги остварува своите загарантирани права, а го обвинија директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски дека манипулира со вистината, кога вели дека законот за попис е правен согласно препораките на Евростат и Обединетите нации. Од Сдруженијето на србите во Македонија пак, која има повеќе од 12.000 членови, порачуваат дека граѓаните со српско потекло, иако формално можат, во пракса не добиваат образование на мајчин јазик, немаат сопствени храмови, не добиваат никаква помош од државата, но дека вака планираниот попис без етничко изјаснување ќе биде можеби клучниот удар врз нивната самоодржливост на овие простори. Велат дека ќе се жалат кај сите меѓународни организации, а најавуваат и други мерки. Не знаеме дали ќе биде тоа бојкот или ќе биде можеби едно страотно растрчување на терен и едно лажно прикажување на вистината. Не треба да заборавиме дека голем дел на србите зборува македонски подобро српски. Тоа е вистината. Меѓутоа, ние сите ќе пишуваме дека мајчин јазик е српски. Против ваков попис досега се изјаснија и Бошњачкиот демократски сојуз, граѓанската иницијатива Коалиција на египтјаните, дел од влашките невладини организации, а на Facebook веќе действува група Бојкотиран попис без етничка припадност, која тврди дека тој нема да помене и дека за ова прашање постои консензус кај помалите етнички заедници. Македонците отпорот главно го манифестираат на социјалните мрежи, но веќе се изјаснија против и од МАНУ, како и одредени универзитетски професори. Од Државниот завод за статистика меѓутоа велат дека изјаснувањето за етничка припадност во минатото страшно било исполитизирано, а како дополнителен аргумент го наведуваат и тоа што во голем број развиени земји на пописите исто така нема графа за етничка и религиска припадност.